Поранешниот лидер на ВМРО ДПМН и почесен председател на партијата Никола Груевски не зазема страна меѓу Мицкоски и Мијалков. Тој одби да даде конкретен одговор дали се согласува со одлуката партијата од своите редови да го исклучи неговиот прв брат Учети, еден од најблиските соработници во неговото владење. Груевски не застана во одбрана на екс-шефот на УБК од причина, бидејќи не ги знае сите аргументи за оваа одлука на партијата. Би се воздржав од коментар затоа што можам да погрешам во една или во друга насока. Но она што го знам е дека посакувам едно силно, обединето и победничко ВМРО ДПМН, кое што брзо ќе ја урне ова зло, кое што го има Македонија, затоа што се покажа и во минатото се покажувало секогаш дека секогаш кога ВМРО е силно, силна и Македонија. Јас сум убеден дека и граѓаните го посекуваат тоа. Во неделата на полнок по 5-часовниот состанок на Централниот комитет, подпредседателот на партијата Александар Николовски изјави дека од општинскиот во Центар побарале да го исклучат Сашо Мијалков. На крајот во својата изјава тие го прогласија за криминалец кој помогнал да се обезбеди двотретинско мнозинство во собранието. Сакаме да ја честитаме новата криминална коалиција во Република Македонија, Зоран Заев, Вице Заев, Сашо Мијалков. Премиерот Заев пак не сакаше да ја коментира актуелната состојба во ВМРО ДПМН. Не би сакал да коментирам детали, сепак тоа се нивни внатре-партиски работи. Уште еднаш потврдувам дека силната определба и верба на пратениците, која што е доминантна, би рекол, и во опозиционата пратеничка група, треба да биде ослободен. Луѓето апсолутно веруваат дека единствениот пат и правец по кој што треба да се движи Македонија тој. Утре едента по исклучувањето од партијата се огласи поранешниот директор на УБК Сашо Мијалков, кој изјави дека не ја признава одлуката на партијата. Тој вели дека партијата не е ничија сопственост ниту на актуелното, ниту на претходното партиско раководство. Но Мијалков вели дека тоа нема да го поколеба за натамошна поддршка за модерно и десно ориентирано ВМРО ДПМН.